Буџетот на општина Гостивар за 2020 година претрпе ребаланс. Одлуката за буџетските измени ја донесе Советот на денешната седница, која што се одржа онлайн преку апликацијата Zoom. Како што беше објаснето од општинскиот сектор за финансии, измените се должат на текови поради пандемијата, како и префрлување на средства од минатата година. Консолидираниот буџет се намалува за 28 милиони денари, односно 2,45%. Ова доаѓа како последица на намалување на донациите. Намалување има и кај само финансирачките активности, тоа за 25%. Во основниот буџет пак предвидуваме 1,3% зголемување и тоа е резултат на пренесување средства од минатата година. Даночните приходи се намалуваат за 6,5%, додека неданочните за околу 1%. Во блок дотациите има зголемување поради пренесување на средства од минатата година во износ од 8,5 милиони денари. Советот донесе и одлука за доделување на субвенции за јавното предпријатие кое стопанисува со спортската сала Младост во висина од 1,2 милиони денари. Парите се доделуваат како помош за предпријатието да ја преброди кризата од пандемијата, со оглед дека изминатиот период не се одржуваа спортски активности. Советот не ги изгласа предложените членови во управниот одбор на јавното предпријатие Русино Полок, кое е регионално и треба да ги преземе надлежностите околу управувањето и менаџирањето со депонијата Русино. Предлогот пак Ангелко Јанковски да биде член на одборот за финансиска контрола беше прифатен. Со одлука на Советот, родителите во Гостивар се ослободуваат од плаќање на надоместокот за градинка за периодот од почетокот на пандемијата додека градинките се затворени.